Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во Е-училница на час по математика за прво оделение. Јас сум наставничката Марина Станиславова од Основното општинско училиште Страшо Пинџур од Неготина. Наставна содржина за овој час. Одредување непознат број во собирање. 6 плюс непознат број е еднакво на 10. Што ќе научиш? Да одредуваш непознат број во собирањето, вториот собирок. Да именуваш елементи во математичката операција собирање, собирок, собирок, збир. Најпрво ќе следи една активност, за да го провериме вашето знаење за собирање. Погоди го точниот број од понудените 3 според бројот на сликичките од омилените ликови. Имате 3 понудени одговори. Еден од нив е точен. Точниот одговор, односно точниот број, ќе биде означен со жолта звездичка, а двата неточни броја со црвена звездичка. Ајде разгледајте го првиот ред, каде што го гледаме вашиот омилен лик од приказната Снежана и 7 џуџиња, ликот на Снежана. Ајде да видиме колку сликички имаме во првиот правоаголник, а колку во вториот. Доколку имате потреба за да одговорите, сопрете го видеото, размислете, а потоа повторно пуштете го. Ајде да видиме. 6 е неточниот број. 10 е неточниот број. Точен број, односно збирот е 9, каде што имаме жолта звездичка, затоа што 3 плюс 6 е еднакво на 9. Ајде да видиме сега во вториот ред, го гледаме ликот на Пепелашка. Колку сликички гледаме во првиот правоаголник? Така е, 8. А колку во вториот? 2. Да видиме, кој е точниот одговор? 9 е неточен, 7 е неточен одговор, додека точниот одговор е 10. Продолжуваме со принцот. Колку сликички гледаме првиот правоаголник? Така е, 4, а во вториот? 3. Значи, кој е точниот одговор? Прво ќе ги видиме неточните. 6 е неточен, 8 не е точен, 7 е точен одговор, затоа што 4 плюс 3 е еднакво на 7. Ја гледаме тука и добрата вила, да видиме колку пати ја гледаме добрата вила, да изброиме и да собериме. Ајде, 9 е неточен збир, 7 е неточен и точниот број е 8, затоа што 5 плюс 3 е еднакво на 8. Да продолжиме понатаму со ликот на Петар Пан. Колку пати ја гледаме сликичката со Петар Пан во првиот правоаголник? 6 пати. Плюс колку пати во вториот? 5. Значи, неточен одговор е 10, 12, а точниот одговор е 11. Така, и тука ставаме жолта звездичка. Ајде сега да изброиме колку пати го гледаме ликот на Звончица. Во првиот правоаголник 7, а во вториот колку? 6. 7 плюс 6 е еднакво на. Не е 11, не е 12, туку така е 13 и тука исто така блеснува една жолта звездичка. Ликот на Пинк Пантер е со подеднаков број на сликички и во двата правоаголника. Ајде да видиме. 11 е неточен одговор, 12 е неточен одговор, а 10 е точен одговор, затоа што 5 плюс 5 е еднакво на 10. Ликот на Том во првиот правоаголник е 6 пати, вториот 4 пати, 11 и 9 се неточни одговори, а точен е 10, затоа што 6 плюс 4 е еднакво на 10. Доколку одговоривте на овој начин и сите задачи точно ги решивте, тогаш добивате
еден голем аплаус. Пред да започнеме со одредување на непознатиот број во собирањето, да се потсетиме на елементите во собирањето, односно како се нарекуваат сите броеви во еден броен израз. Бројот 3 во собирањето е првиот собирок, бројот 7 е втор собирок и бројот 10 се нарекува збир. Значи, бројот после еднаквото е збир. Прв собирок, втор собирок, збир. Ова е убаво да го научите добро и да го користите во секоја наредна задача кога ќе собираме. Сега на овој час главна цел ни е да одредиме непознат број во собирањето. Како да го одредуваме вториот собирок? Имаме овде една задача. 6 плюс прашалник е еднакво на 10. Ученици, обрнете внимание на бројот кој што е после еднаквото, на збирот. Затоа што од тука ќе тргнеме за да го решиме овој проблем, односно да го решиме кој е вториот собирок во оваа задача. Фокусирајте се на бројот после еднаквото. Сега ова ќе го објасниме преку една интересна случка на Тина и на Тино. Внимавајте. Тина имала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мечиња. Таа му дала на Тино 1, 2, 3, 4, 5, 6 мечиња. Ајде да видиме колку ја останале на Тино, да изброиме. 1, 2, 3, 4 мечиња. Ајде сега ова да го поврземе со нашата задача. Рековме дека треба да обрнеме внимание на 10. А сега видовте, тоа беа 10 мечиња. Сега бројот 10 треба да го поместиме на првата позиција во следниот броен израз. Така е, тоа се 10 мечиња на Тина. Што правиме понатаму? Чекор 2. Да го промениме математичкиот знак плюс во минус и да го поставиме после бројот 10. Ние тоа веќе го направивме. Чекор 3. Да го преместиме првиот собирок после знакот минус. Еве и тоа ќе го направиме. Се сеќавате? 6 се 6 мечиња кои што Тина му ги даде на Тино. Сега, на крај го преместуваме прашалникот после знакот еднакво. Значи, ја добиваме сега оваа задача, која што произлезе од првата задача. 6 плюс прашалник е еднакво на 10. Со случката на Тина и Тино објаснивме зошто, нели, сега го ставивме бројот 10 напред, минус 6 е еднакво на прашалник. Чекор 5. После знакот еднакво ја пресметуваме задачата и добиваме разлика 4. И на овој начин успеавме да го одредиме непознатиот број, вториот собирок во оваа задача. Ја пресметавме. Погледнете сега горе. Првобитната задача која што ни беше 6 плюс прашалник еднакво на 10. Ја решивме на овој начин со помош на мечињата на Тина и на Тино. Значи, ние оваа задача со собирање ја решивме преку одземање. Значи, последниот број во задачата, збирот, го поставивме на првото место. Знакот плюс го сменивме во минус. Првиот собирок 6 го поставивме на ова место. Од 10 мечиња одземавме 6 мечиња, а добивме 4 мечиња. Така е, ученици. Што можеме да заклучиме? Кога треба да одредиме колку е вториот собирок, ние можеме да користиме одземање, како што и видовте од овој пример. Значи, ова е првата стратегија или првиот начин кој што го објаснуваме на овој час за да одредиме
непознат број во собирањето. Внимавајте и понатаму. Одредување на непознат број во собирањето, втор собирок со добројување. Имаме ваква задача. 7 плюс празен квадрат е еднакво на 10. Нас не ни е познат вториот собирок. Гледаме кај збирот, кај бројот 10 сини кругчиња. Ајде сега да видиме кај бројот 7, кај првиот собирок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сини кругчиња. Ние сега почнуваме да добројуваме од бројот 7 до бројот 10, за да видиме колку е вториот собирок. Значи, стигнавме до 7. 8, 9, 10. Уште колку кругчиња ние добројавме? Уште 3. Уште 3 сини кругчиња добројавме до бројот 10, што значи вториот собирок е 3. Ајде уште еден ваков пример. 8 плюс празен квадрат е еднакво на 12. Овде имаме веќе кај збирот, гледате сите, 12 жолти кругчиња. Сега на истиот начин со добројување ќе стигнеме до вториот собирок. Да го откриеме колку е. Имаме кај првиот собирок, кај бројот 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 жолти кругчиња. Сега, од 8 добројуваме до 12 и на тој начин го откриваме вториот собирок. 9, 10, 11, 12. Што можеме да заклучиме? Дека со добројување од првиот собирок до збирот ние можеме да откриеме колку е вториот собирок. А во оваа задача вториот собирок е 4, затоа што 8 плюс 4 е еднакво на 12. Ова беше вториот начин, втората стратегија за одредување на непознат број во собирањето, стратегијата со добројување. И продолжуваме понатаму да одредуваме непознат број во собирањето, втор собирок со помош на бројна оска. Гледаме на овој слайд 3 бројни оски и 3 задачи. Првата задача е 2 плюс прашалник е еднакво на 10. Како ќе го откриеме вториот собирок? Кога од бројот 2 ќе правиме скокови до бројот 10 и ќе броиме колку пати сме скокнале. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи, ние направивме 8 скокови и затоа вториот собирок во оваа задача е 8. Ајде да видиме втората бројна оска. 3 плюс прашалник е еднакво на 11. Значи, почнуваме со скокови од бројот 3, а завршуваме кај што е збирот бројот 11. Ајде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И овде имаме 8 скокови и тоа значи дека вториот собирок ни е бројот 8. 3 плюс 8 е еднакво на 11. И на крај ни остана уште една бројна оска и да ја пресметаме оваа задача. 8 плюс прашалник е еднакво на 13. Започнуваме со скокови од бројот 8 до бројот 13 на бројната оска. 1, 2, 3, 4, 5. Значи, овде имаме 5 скокови, што значи вториот собирок е 5, затоа што 8 плюс 5 е еднакво на 13. И вака изгледаат трите наши задачи. 2 плюс 8 е еднакво на 10. 3 плюс 8 е еднакво на 11. И 8 плюс 5 е еднакво на 13. Се надевам дека научивте со помош на овие три стратегии
и дека сега ви е многу појасно за одредување на непознат број во собирањето, односно одредувањето на вториот собирок. И на крај имаме задача. Реши ги задачите со примена на трите начини и трите стратегии. Ви благодарам за вниманието и се гледаме на некој нареден час.